Добро вечер, Македонија, на иста адреса, во веќе познат термин. Моето име е Александра, веќе го знаете добро, а овдека се оние надпреварувачи кои што останаа во малкумина, односно во оној број кој што останаа во неделата. Со мал број на надпреварувачи, но знам дека ќе го задржиме истиот интерес. Вечерма Марко не ми прави друштво, знам дека ќе ви недостига за да ја буди насмевката кај вас, но ќе бидеме доволно интересни затоа што вечерва ќе ги пееме оние песни кои што ќе ги слушате на гала вечерта. Знам дека недела ви е омилена, секогаш знаеме да го задржиме вашето внимание, а кога имаме подготвено македонски песни, можеби интересот ќе биде уште поголем. И ајде, да започнеме што значи песна, да видиме кои песни ги подготвија нашите надпреварувачи со професорките токму тука, во куќата на иста адреса. Ке започнеме со Мија. Мија, кажи ми која песна имаш подготвена и повели до таблетот за да можеш да си ја пуштиш, или пред се прво кажи ни која песна? Значи само да ти кажам која е. Ајде. Која македонска песна имаш одбрана? Уствари, јас ќе пеам албанска. Мислам првата. Добро. Како се вика? Сишију. Сишију? Што значи како дождот. Како дождот? Текстот значи вели дека ти ми побегна како дожд. Така метафорично некако. Добро, ти ми побегна. Е многу позната пеачка и многу позната песна, што малце и бев се мислев дали да пеам, дека многу е препеана кај албанците, ама баш и затоа сакам. Добро. Мислам дека им должам една албанска песна. Дефинитивно, јас само очекував кога ќе ни испееш нешто на албански, така да Македонија сме мешавина македонци, албанци, роми и убаво се живееме, така да дефинитивно требаше ние сме најдобар пример за тоа. Заслужува публиката на иста адреса да те слушне на албански. Ајде да започнеме со Сишију на иста адреса. Si do jao, pa të prekur, pa të folur, pa të par. Unë lutesha për ty, të më kishe ti në zemër sa do pak. Dhe sa herë që më takonte, e të më emociononte, ishte si një ëndër që shikoja rap. Sepse mua s'më përkiste, ajo ëndër që po zhduki dal nga dal. Si një shitike, dhe çdo pikë më vrisje, a e mban më. Ike ti si ike, dhe në zemër kishe, akoma atë. Si një shitike, dhe çdo pikë më vrisje, a e mban më. Ike ti si ike, dhe në zemër kishe, akoma atë. Pse duhet të them s'do të dua më njeri sa të kem jetë. Pse duhet të mendoj e të krahasoj me ty çdo moment. Dhe sa herë që më takonte, vetëm më emociononte, ishte si një ëndër që shikoja rap. Sepse mua s'më përkiste, ajo ëndër që po zhduki dal nga dal. Si një shitike, dhe çdo pikë më vrisje, a e mban më. Ike ti si ike, dhe në zemër kishe, akoma atë. Si një shitike,
доволна? Одлично. Ај, аплауски дадете. Кажи ми кратко што се работи во песнава, освен на ми избега низ дождот или како ми кажа на почеток. Многу ми се допаѓа мелодијата, што не го Многу разбирам. лабава песна, многу ми се свиѓа дека акустик онака. Мене ме потсека на плажа, на море, така мелодијата такво чувство ми даде. Може би грешам. На дожд зборува. Иако е дожд, Многу таква носталгија дава некое чувство. Зборува за тоа како јас ќе живеам без да те видам, без да те почувствувам, без да те допрам. И зашто ја треба веќе секого да споредам со тебе и да не можам да замислам ништо во животот без тебе. Отлично. Во Македонија позната Демек ме боцка, се вика, како дожд кога паѓа. ме боли. Ме боли, да. Во Македонија позната албанска пејачка ни е Туна Да. и Адриан Гаджа, но еве интересно. Двајцата ми се иначе другари, ги поздравувам многу. Интересно. Сакам. Баш гледав спотот Туна кој што многу ми привлече внимание, албанска е песната, пардон, мислам дека се вика. Значи спотот е светски. Значи секоја чест и баш би било интересно во некоја гала понатаму да одбереш песна од неа и да му дадеме предизвик на Даниел да те подготви, да доловиш некој незин. Предизвик и за мене. Да. Да, така Туна да. е еден пример што за толку години кариера таа се трансформира екстремно многу и секоја почит за тоа, дека не на секому и личат и стои таква трансформација како што прави таа во секој спот, различна е многу. А иначе е многу добра личност. Да? Да. Да. Изгледа така арогантна, да, ама иначе е многу босија. Да, секој си прави свој штит пред луѓето од надвор, така да. Да. Супер. Ајде дечки да оцениме песната која што ќе изведува. Значи денеска ние да бидеме Боки, Весна и кои да не бидат останатите членови од жирито, така да еве И ние останатите. И ние останатите, да. Јас ќе дадам 10 за Мија. Баш од причина што беше така. И ти гласаш? И јас гласам, еве јас ќе дадам првата 10 за Мија. Александра? Мола? Не, ова Алекс. Јас гласам? Сите треба да А не, кренеме. кај да почнеме, окей. Сите да кренеме оценка. Окей. Ќе дадеме по еден краток Осмица, зашто коментар. Александра даваш осмица? Затоа што не разбрав ништо. Музиката нема граници, Александра. Па не, окей, тоа да, ама ја не разбирам што се работи во песната и неколку пати мислам дека го сгреши текстот, малку. Добро, има време за недела да се подкоти. Да, окей, да. Критика на место за текстот, да дадеш кураж да недела да се подготви целосна, Алмир? Па добро, Јас ќе немавме дам време, деветка, не неколку поради тоа што не испеа добро, само поради текстот, 9. а сакам да ми ја преведе и ќе направам ковер од оваа песна. Обавезно, затоа и Мора да слушаја, направам. да ги Иначе ја испеа свати акордите. многу убаво и многу ми се свиѓа и мора да направим еден ковер. Ама и на Договарено. македонски за да го разберат сите други. Музиката И нема ја ќе направам граници, ромски а ковер плюс. Певливоста Може. на песната, мислам дека ќе трпи да се преведе на македонски, Да. англиски, Да. турски, на каков јазик да е прилагоден. Дали ли? Јас си мислам меѓу 9 и 10. Ако дадам 9, ќе биде само поради тоа што не го разбрав текстот и ја не ни приметив дека ти сгреши у текстот. И не осетив емоција, а мислам дека, мислам, како што кажете, дека мислам, ја како што разбрав дека она го напушта или он не за ја напушта у текстот како е. Па веќе не се заедно и таа сега не знае што да направи без него, како Е, да. да. Ама е 10. Одлично, 10-ка. Марија? И јас мислам 10-ка, пошто сепак вечерва имаме проба и на Треба да проба се дадеме кураж. Да, за проба мислам дека беше окей, пошто на проба може и да се сгреши Е, па текст. тогаш и ја 10-ка со срценце дава Марија. Па и ја тогаш би дал 10 ако е така. Гледам и Добро. за мене, пошто јас не го знам добро баш текстот, па мислам дека ако сгрешам на проба не е толку лошо. Најбитно е во недела да сте Да. добри. Како што беше Стефан мината на недела. Значи колку имаше трема, бидејќи се гледавме ние од оваа страна бевте, значи колку имаше трема пред да излезеш, јас стварно бев изненадена што ти направи минатата недела, така да дека како не гледаше со Марко како леле, јас сум следен, не се осеќам убаво облечен, имаше некој елече кој што беше
Да, шарено илече, розова маечка, бомба на маечката. Кога го извади елечето се ослободи, затоа. Да, и Само онака што се не... качев на столот за Бурев. Да, и не гледа и така целиот као ме фака трема, како ќе биде и стварно најдобро до сега. Значи, потом. дефинитивно. Иако изгледаше на сладолет, а? Ба, не сладолет желеше. Стилот беше Candy. малци, не сум компетентна да зборувам за стилови, но некако што ете, прати Добро, да си, условно. Слободно Не казано. заборавајте. Како? Сладоледот е сладок. Сладоледот е сладок, да. Имаше Ако смешано са- бојно, симпатично делуваше. Од И сите позади го на сакам. камера и не знам за као сценски настап дефинитивно колку си поексцентричен, толку изгледа поинтересно. Барем според мен, наистина. Ше количка ми фалеше за нас со сладолецот. Ама многу ловеше. Добро, става, добро Пр, испадна. Стефан, Деветка за Мија, ја Зашто деветка? поради текстот. Добро. Значи Мија до недела треба одадоша без заставна. Иако и да сгрешиш, освен албанска популација, македонска популација, нема да ти замери, али Не, нема да сгрешам неделата сигурно, за ти. ќе видиме. Марио, Јас исто имам деветка, но... јас за тебе тоа- очекував седмица. Ама добро. Не, сега ќе кажам зашто, затоа што мислам дека Мија уствари го знае текстот, само како што е нормално кога пееме и ние на македонски ја знаеме песната, знаеме да сгрешиме, затоа што моментот така. У тој момент така треба. Од друга страна, ја најчесто кога оценувам некоја песна, сакам да ја почувствувам прво преку текст, пошто можам и текстот како поезија да го почувствувам, потоа и мелодијата. Во овој случај ја почувствував мелодијата, но не почувствував никаква емоција од страна на Мија. Тоа е единствениот разлог што давам деветка. Добро, добра причина, Марио, ми се допаѓа. Не почувствува емоција. Мија зашто не им даде емоција? Срекна се па Сакам некако да стажи. верувам дека е заради текстот. Може би дека не бев свртена и кон нив и Ама свртена си кон Македонија, свртена си кон публиката, не, така. и може би тоа што сгрешив едно-две зборчиња ја расипа атмосферата, ама ништо страшно. Ништо страшно. Кој е следен на оваа сцена? Марио, ајде. На нашиот замислен лик. Патувам до сцената, ми Нашиот да замислен и Алмир да се Не, појави. дечки, оваа сцена, направете си ја да ви е као сцената во недела и разбите си ја онаа трема што ви се јавува таму. Ако може. До тогаш мори да ја пополниме. Марио повели, јас овдека не се снаоѓам баш за да си ја пронедеш Инаку ние песната имаме што имаш. акустична верзија А, за оваа проба. добро. Сме спремни со Алмир да Ако пробам, ти ја затоа утна што малце Марио, немој да ми песните ги замериш. биравме денес, овие Која вторите. песна? Така да песна моја Славе Димитров. Одлично. И уште со текстот сум малце ја, но ќе се потрудам. Мислам, ја знам песната, само малку сум скептичен да не погрешам, па затоа ќе се земам. Си одбрал голем предизвик. Славе Сум, Димитров да. одбра, Најчесто избегувам, доби да. награда за животна дела на Скопски фестивал, така да дефинитивно одличен избор се направи. Али голем предизвик. Јас сакам да кажам, ако ја утна малце, да не ми замери никој. Нема Добро. никој. Сепак ова проба на сред имаме. На сред недела сме, така Дали да ќе идете на оваа варијанта акустична верзија и во Не, недела? ќе идеме на варијанта со бендот, затоа што сепак таква шанса да се пропушта. Секогаш кога можам да ги искористам максимално. Но Алмир, пошто ја знае песнава, секогаш и него го користам овде да вежбам со него, така да се надам дека до недела ќе бидеме тип-топ. Одлично. Поздрав до бендот кој во недела не прати секоја недела, затоа што дефинитивно е фасцинантен бенд кој што ретко има прилика да свири со нив. Да. Ајде, дечки, да ве слушнеме втор настап на иста адреса Марио. Каде песно моја, кој ли море, ти бранува со. Каде љубов моја, зароване твојот дом. Каде песно моја, кој ли води, ти овде не ме брани. Каде таго моја,
детските сништа, животот мине, кој игра што буди, занес еден луд, еднаш е чуден, друг пат тој е толку студен, ко звезда си, ако ведрат ке згине. Каде љубов моја, која ли река ти однела со? Каде љубов моја, зар ова не ко детските сништа, животот мине, кој игра што буди, занес еден луд, еднаш е чуден, друг пат тој е толку студен, ко звезда си, а во небрат ке згинеш. Каде песно моја, зар ова не Или Браво, Марко. Секоја Фала чест. ви. Арангеловски. Зато доволно. Добро. Го памтиш само името. Кажи ми, зашто ја одбра оваа песна? Знаеш како, имаше моменти кога пред некоја гала се договаравме да пееме само евергрини и кога беше во тек го договорот, ова ми беше единствената песна која сакав да пеам. Добро. И сега моментов кој денес кога дознавме дека треба да пееме две песни, кажа македонско, може евергрини, може поп, и од се одлучив пак оваа песна да пеам, затоа што никогаш не се знае која ни кога ќе ни се случи оној последен настап. Зашто го читаш текст? Го читав затоа што не бев сигурен во рефренот и малку сум така, секогаш кога сум сигурен кога имам, макар ја половина текстот не го читав, само држав тетрадка, али знаеш сигурност, и Данила мора тоа да го средам и се надам дека ќе имам убав настап, како што доликува на и самата. Баш е evergreen, значи песна која што ја знаат сите генерации, така да си одбрал огромен предизвик. Алмир многу добро ти ја долови Благодарам, да. Да, така да, али мислам дека со бендот ќе звучи одлично. Само да си ја добиеш сигурноста во однос на текстот и имаш погодок. Имаш меѓу подобрите настапи. Да. Супер, супер. Каква оценка ќе добие? Од мене имаш 10. Значи не сум пристрасна и нема да ви дам на сите 10, али мене лично ми се допаѓа многу песната. Може би ќе ти дадев 9 заради тоа што читаше, но бидејќи беше искрен и кажа дека тоа што немаш доволно сигурност или ќе се подготвиш за недела, ти давам 10 за да стварно се подготвиш за недела. Фала. Александра? 9. Зашто има 9? Имаше таму си знае кај, што како. Добро. Али окей, ми се допаѓа дикцијата негова. Зашто се смееш? Тоа е најбитно у песна која пееш. Јас сум неколку Ми се допаѓа како неговата дикција, него онака баш точно се слуша секој збор, секоја буква што ја пее и заради тоа има лежи песна. Многу ми се допадна коментарот на Владко Илиевски, кога ви кажа дека може да дадете свој печат на песната. Сега не ми тикнува точно за која песна искоментира. Јас ќе дадам реплика кратко после на тоа. Дека може истата, окей, ја знам твојата реплика зашто, но ако се трудите да бидете професионалци, може би ќе ви биде доволно во иднина, зборувам, не сега. Ќе ви биде доволно и половина саат пред настап да направите експеримент со песна за која што сте сигурни. Сега од оваа дистанца трема, неискуство, немање доволно простор за експериментирање. Непознавање доволно на бендот. Тоест не ние бендот или бендот нас, туку недоволно време да се запознаеме што имаме во глава и тие веднаш да можат тоа да го преработат или они што имаат во глава и ние да можеме да го Ако преработиме. си професионалец кој ќе се појавиш на свирка, може би нема да се знаеш со бендот од претходно, или не знам, ќе упаднеш во нечија свирка или во нечи настап и нема да ти биде потребно простор за здушување, него професионалност е доволна
влегуваш, се гледаш и Не на ти коментарот беше кликнува. аранжмански да се преработат песни. На кого беше упатен коментарот под сетата ме? На Мислам кого? дека на некој што пееше на Матрица, ако не се лажам, На он Мија. баш... Не, имаше некој пееше Мислам на дека Матрица. беше на Мулајчега. Да, мислам дека на Игор, да. И му кажа зашто не направивте А, не, нека... Поздрав до Поздрав, Игорче, да. поздрав, да, на Игор, точно, на Игор му. Не, тука стана. Не, тука он играше и после кажа кога веќе пеете песни, кога имате можност да пеете со бенд, ама он пееше уствари со бенд, не пееше на Матрица. Не, битно беше аранжмански да се прават песните, а временски не може за 14 луѓе се Да, прават временски песните. стварно нема. Не беше Толку брзо за... Сега сте само 7, не сте Па 14. сега ќе пробаме да Да, ама се... пак треба да знаеш проби за тоа барем 2-3 пати. Сега сте 7. Окей, да не навлегуваме на тоа во коментарите. 9 од Александра, Алмир? И од мене има 9-ка. Добро. Јас мислам дека оваа песна е као створена за Марио. Најсериозно ово мислам, затоа што го има тоа вибрато и таа душа за вакви песни. Свига коментарот вибра. Да, па стварно. Како беше ова? Тремоло. Тремоло. Поздрав до Озбилно. Роберт, прв пат го слушнав тој збор во мојот живот. И Боки. И Прв Боки. пат го слушна. И баш поради тоа што Не мислам сум дека... подкована, така да претпоставам вие сте го слушнала. Да. Да, Извинявам. нема проблем. Баш поради тоа што мислам дека му лежи многу оваа песна, као за него да е створена песна, мислам дека може перфектно да ја испее, а имаше неколку фалшови само поради тоа. А инаку знам дека до недела, ако ја научи така како што ја мислам да ја научи, тогаш јас се плашам после него да настапам. Ќе биде Најсериозно. Дечки, дали си го откривте стилот во овие колку денови сме затворени овде, Марио? 54, ако 3, ако не се лажам. Знам дека имаш Остануваат уште Имам 5-6. два, вчера направив уште еден календар. Сега си пишувам од страни кој кога испаднал, кој кога влегол, зашто, како, сега имам со објаснување, пошто овој таму што го закажавме нема простор за пишување. 46. И така. Колку Раката ме боли дали уште. си го пронајдовте стилот во овие 54? Да. Ја почнав малце Сега си го Валери знам. И јас си го ставив стилот од претходно, ама... Нема, може би тука да ви се разбудија поинакви емоции, не знам, нешто поинакво да научивте, почувствувавте, Види, може да кажам нешто на кратко? Секако. Фала. Јас мислам дека секоја песна која што ја пееме, можеме да изразиме емоција на песната и да ја отпееме како што треба, меѓутоа, она што те исполнува највеќе од стилот на музика, како на пример мене R&B или soul, тоа можеш најубаво да го изведеш и тоа ти доликува народот, тоест публиката те препознава по тоа затоа што тука душата си ја даваш. Точно. Така јас мислам. Сега сите други песни можеш многу убаво да ги испееш, ама тука си каде што си ја даваш и душата. Да, ја да кажам, да се надовезам дека тука, ќе зборувам за себе, се чувствувам по-комотно и по-добро кога пеам, дека пеам тоа што ја сакам, искрено, и што ја чувствувам поше, дека нашата професија е уствари да ги забавуваме другите и уствари ја надвор пеам и се обидувам да пеам повише од тоа што публиката бара, а не тоа што ја баш го чувствувам и го сакам, например балади. Сигурно нема сите да се забавуваат со балади, а тука, фала Богу, имам можност да пеам и да уживам во тоа и да го чувствувам. Да, најчесто на свирка сакаат забавни, Да. а не секогаш се чувствувате така. Да, А на да. балади, ако сте во некој ресторан каде што има пригушена романтична атмосфера, ќе иде балади, али? Да. Тука сме по своји. Да. Најчесто сите од нас кои настапува, например, има репертуар на песни и ги прилагодува при локалот или дискотеката или што било каде што настапува. Така да сите имаме онака, ја овде кога пред да влезам си размислов и за тоа како ќе ми биде репертуарот на овие гала вечери. Така да почнав со оние постари југословенски песни, завршив оваа недела ќе завршам со Майкл Джексон и Славе Димитров. Пеев од сакам да експериментирам и сакам публиката ми го даде оној фидбек што најмногу ги забавува од моја страна. А јас мојот стил на музика кој надвор приватно го слушам е сосема поинаков од она што се сум препел. Најчесто кај најголем дел од изведувачите е исти. Значи слушаат сосема поразлично, сакаат сосема поразлично. А пеат сосема нешто. Например, Марија обожава хард рок, метал, музика и Така изгледа, кога- исто кој Валери. Така. Ама пее джез.
Интересно ми е за Суза Спасовска, наша позната народна изведувачка. За национален. Мола? Да, Суза Национале, со така нешто сосема различно од она што го изведу. Што слуша слуша? Се што не пее. Така да, тоа е многу Обично така тоа, да. интересно, значи народна македонска. Па никога излегува на сцена, оствари одиме на работа, знаеш, и Ето работиме така, тоа што одиме го на треба. работа. Ајде да сработиме оваа вечер до крај, да станам пак е Валери Оценка. со оценка 9. Зашто имаме 9? Нека не е носи во спа. А видиме моето Да не се повторуваме, Да, да не се текстот го читаш, повторуваме. не беше сигурен да Нека се... текстот што го читал, тоа окей, ја ќе го читам текстот. Добро. Но тоа ја ќе Битно, добро. Само имаше некои грешки и фалшови, затоа 9, иначе беше за 10, ама Јас како обична македонска публика ми беше супер. Не, па добро, ова ми беше прва проба со Алмери, не знаев Да, кај да почнам, да. кај да застанам на Јасно, гитарата и јасно. нормално е да има такви малци. Марија? Добра фора. Се мислев помеѓу 8 и 9, само заради фалшовите, али поради тоа што стварно внесе емоции покрај тоа што прв пат ја пробат со Алмир песната, не можев да му дам оценка. Добро. Искрено, сосема искрено. Исто е деветка поради фалшовите, али Марио, од старт му зборам дека мене ми изгледа ако него да го мрзи да фати интонација да допее до крај. Те ме гледат овде како нека Гледам неколку мрзиш човек часа што го поред. мрзи да пее, бе. Значи не, Добро. значи цело време му го зборам тоа, он да се кога на Андријана го ќе му викнем или повеќе, он одма фаќа се што треба. Претходно ќе застани пола сат, не фаќа интонација. Тоа е факт дека го мрзи, он може уопште да не фалшира, ама он сака и сега да Ма фалшира. знаеш, не сака да Дечки, колку се разбудивте после излегувањето на останата? Многу. Многу сит. Психички Имаше- се разбудивме, психички физички заспавме, така Да. некако чудно се. Да. И сега да кажам, на Појте последниот психата со физичкото, така да, затоа што Еј, не ќе дала. настане хаос, нема. Сме малку, знаеш, ми е досадно. И сега двајца ќе отидат у женска соба, другите двајца кај Даниел соба и тука се само колку тројца, Не, сам. Знаеш, Еден бедни лице, еден... Зашто не сте сите заедно? Па се секој си е кај му е убаво, така ќе се најде некој. Некој ќе си јаде, некој ќе се бања, некој, знаеш. Но голема Ако го споиме физичкото со психичкото, onda ќе не гледаш со главуци. Морам да дам еден краток коментар. Баш пред ден некој беа у таа соба, некој у таа, некој спие, некој. И јас сам тука. И баш беше баш сам и оваа фотелја беше таму Најубав. сместена. Имаше И си една седнав. песна. Сам, свободно. Осаме. Трајче ма. Може да ја запеете сите заедно. Сум во ноќна тивка и сонувам со очи отворени, го слушам твојот шепот мил. Сонувам за дните поминати, за тебе веќе одминати, и како да сакаш да кажеш не. Ти што ми ја украде душата, ти што ми ја зароби младоста, зашто ќе плаќам до животот, за кого ќе дадам се. Ти што ми ја украде душата, ти што ми ја зароби младоста, зашто ќе патам во животот, за кого ќе дадам се. Марија, Мене, сакам да ова кажам ми е дека многу немаше описна. еден фалш, сите се согласивме дека во неделата немаше ни еден фалш. Ајде гласам ја. За прв пат од Не прекина. Десетка. Извини што те прекина. Десетка ти давам Мија. Марио. Прв пат мислам дека 2 десетки. дека и лежи на тотално една некоја песна на Марио, ова е таа е пун погодок. Благодари ја, Дарлинг. Јоч. Искрено секој од вас мислам дека во овие денови си го пронајде да се надевам или ако Да. претходно не си го пронашол, сега си го пронајде стилот или само си го потврди ве како Алмира и Александра, она што претходно го пеела. Така да супер дечки, ја се надевам. Нема да издвоја кој ми е фаворит. Дека знам јас. Ја мислам дека знам кој ти е. Ми ставаш зборови во уста, Александра, не е во ред. Како и да е, дечки, супер сте, да видиме кој е трет. Стефан. Стефан, ти треба таблет. Да. Бере си ја песната. Мислам дека од доля. А зашо му ја пееше песната? Ево ти. Ова е како шестка кај мене, гледам. Да. Која песна? Сонце не ме гре. Кажи ми, сонце не ме гре. Добро. Владко Лозановски. Ќе ја пуштам.
Добро. Дали си подготвен? Да. Владко Лозановски, зашто Владко Лозановски? Па ова ми е една од помилените македонски забавни песни. Кажи. И така, денеска Андријана професорката ми ја предложи, прифатив. Знам дека сонце не ве грее во куќава, ама ќе ве огрее во недела. Тешко. Наград рефлектори во недела за сите пари. Ајде да слушнеме Сонце не ме грее. Убава песна. Знам за се, ти не си крива, што сега те нема, што надолу гледа. Тешко е да љубиш па бегаш, да сакаш а немаш и раце на креваш. Сонце не ме грее, каде замина ти, од очите ми врнат стари спомени. Сонце не ме грее, сонце каде си ти, сам ме остави, небо ти ми затвори. На постела од снегови спијам и топлина барам, но топлина немам. Тешко е да љубиш па бегаш, да сакаш а немаш и раце на креваш. Сонце не ме грее, каде замина ти, од очите ми врнат стари спомени. Сонце не ме грее, сонце каде си ти, сам ме остави, небо ти ми затвори. Na 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 na. Сонце не ме грее, каде замина ти, од очите ми врнат стари спомени. Сонце не ме грее, сонце каде си ти, сам ме остави, небо ти ми затвори. Сонце не ме грее, сонце не ме грее, не можам без тебе, без тебе. Сонце не ме грее, сонце не ме грее, не можам без тебе, без тебе. Благодарам. Одлична изведба на Владко или Стефан. Ова затоа што Стефан вчера пеше саат и два долу. А додека неговите Се пријатели во растела. куќата размислуваат која оценка ќе му ја дадат, тука ќе направиме пресек и се враќаме повторно во куќата.